Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Пораката која што сите ние заедно ние испративме до Кавга и до Иван Мирчевски не дојде онака како што ние со докази и аргументи ја дадовме. Многу од она што ние испративме како порака да го праша дотичниот господин, Иван Мирчевски тоа не го направи. Во ова прилика ќе бидам краток, ќе ви дадам објаснение што кажа дотичниот лазарополец од дедо Копаничар, кој што ги искористувал македонските православни цркви да ги гради, но и да ја зима црковната литература за вистината на Македонија. Која е разликата мијату помеѓу КОС и УДБА? Вие тврдите дека КОС стои позади само нарачаниот атентат според Владо Павлов. Точно е. УДБА и КОС се Кастор и Полукс или Михаил и Гаврил и се браќа близнаци кои што секогаш заедно работат. Тоа значи дека потполно се согласуваме дека извршител е КОС по она што многу пати го има кажано Владо Павлов, од каде недостасува динамитот, кои се актерите и зошто се премолчи прашањето дали Киро Таушанов Глигоров бил во автомобилот и дали имало атентат врз Киро или врз ВМРО ДПМН од 90-тите години. Иван Мирчевски, нашите прашања во Кавга останаа да висат и му дозволивте на извршителот кој што прв трчаше да го тргне упалјачот и кој што учествуваше во спрега со тој како што вели КОС во само нарачаниот атентат на Киро, а всушност, како што низ цела емисија го следевме, атентат има врз ВМРО ДПМН од 90-те години, од каде што подоцна асимилирањето на ВМРО ДПМН во демократска алтернатива и постанувањето на уште една Киро Глигорова партија дојде до создавање, со бойкотирам, на влашка приватизација и дојде до промена на името Македонија, на кој што Македонија им ја поклонивме на кралот на Грција, на принцот Вилијам. Еве што кажа мијатот во Кавга. Тоа они сами го прават и ние го испуштаме тоа. Очигледно, од нацијата вели дека не се каде. Тоа не е никаков аргумент. Аргумент. Не е никаков. Тоа има 10 луѓе кои тврдат едно и они мислат дека е вистина. Вистински државник е човекот кој што го слуша ритмот на дишењето на својот. Не, тоа е неодговорен. Неодговорен политичар. 80% да им каже, знаете што, ја вас не ве множам со нула, јас и Фрцковски сум, дека и Фрцковски ја... Наш интерес ова. Кој рече аргументирано дека не согласен, тоа си готов. Одеме, кој го изврши атентатот на Киро Глигоров?
Кој не знам, меѓутоа, она што се случи во тој период, он дојде ден предходно од средба со Милошевиќ. Милошевиќ го третира Киро како белградски човек. А се не зовеше Киро И кога не, али баш токму затоа што не се понашаше така. И кога неговата одлука да дојдат американците тука беше нешто што не може да му простат, дека тоа е раскин сериозен. Последниот обид беше да го вклучи Македонија да биде мека кон таа скратена Југославија, кога тоа пропадна тој ден. Нема друга служба која има позиција во нашата служба освен Костарски. Не може тоа Бугарија. А вашата прва изјава беше дека сериозна. Појасно, здравје. Иван Мирчевски не е упатен во овие истражувачки дејности. Истиот тој немаше доблес да го праша Мијатот Фрчкополис како заборавил заедно со Бранко Црвенковски на толку силен звук да му стават апаратче за уши. Крунисен доказ за кој што Киро Глигоров не се вратил од Белград и таму останал да прави операција на фронталниот синус, за кој што ќе правиме цела емисија, а овде неговите одработувачи Удба и Кос се завршија работата и го направија атентатот врз ВМРО ДПМН од 90-те години, кој што денес нема ни В буквата од ВМРО ДПМН. Атентат во кој што учествува сите оние од типот на создавање на нова Југославија, мит кој што трае до ден денес и кој што се спроведува се со една цел да се уништи Македонија. Иван Мирчевски не сакаше на безброј прашања кои што му испративме да го праша кој што, како што гледате, и ние се согласуваме со него, дека атентатот под капата на Киро и извршители тија го изврши Кос, што е најточно, а тие како Удба нели немаат никаква одговорност. А тие се браќа, близнаци, како Кастор и Полукс, каде што Кос е извршителот и каде што знаеме од каде е земен динамитот, кој што е искористен. И уште едно, јас, бидејќи Иван Мирчевски не го праша, додека траел состанокот на Киро со Слободан Милошевиќ, дали Мијатот Фрчкополис одседнал на бензинската кратер во близина на Ранковце, од каде што преку Бугарија е донесено возилото Ами-8. Мирчевски, ти благодариме, ама како што знаеш да зборуваеш под капата на америчко кале, еве, ние под капата на нашето небесно кале те провоцираме да ја повториш емисијата, затоа што од овој атентат започна создавањето на сектата, која што трае до ден денес со овие извршители. Иване Мирчевски ја подбаци целоснова емисија, затоа што се гледа дека имате договори и дека правите пинг-понг со македонскиот народ и дека сте тука да манипулирате и да скренувате внимание, а клучната вистина за тоа што Киро Глигоров не бил во автомобилот, немаше доблес Иване Мирчевски да ја каеш, затоа што знаеш дека кале ке те, дека америчко кале нема да
ја толерира твојата иницијатива и сето оно кој што го правиш во креирањето на јавното мнение сиве овие години, децении со Канал 5, а знаеме дека ваквото креирање на јавно мнение доаѓа од Универзитетот Колумбија од Њујорк, така да остани ни во здравје Иване Мирчевски, а јас ги повикувам македонците да го споделат ова видео и да го испратат на твојата страна, затоа што на вистина, Иване, твојата емисија е банана емисија. Економска финансиска група. Така. И првата алузија беше на мултигруп. Направив грешка затоа што ме водеа моите подсекретари кои ми дадат таков тип на информација, а не можам да ги дам. Каква величина да биде водена? Но, види, И вие имате мани, вие си имате демони. Така е. Ја го признам тоа. Немам ја други информации освен нив можам се. Ми се гади повеќе да ги слушам.